започнавме со оваа пандемија и со оваа приказна негде март месец и речи си ќе направиме една година. Ако добро се сеќавам, негде крајот на март излегов лично и дадов предлог мерки околу 19, кои што беа проследени од медиумите. Некои субјекти политички ги прифатија, некои делумно, некои не. Владата во одредена мера потоа видов дека дел од тие мои предлози беа земени во предвид, некои делумно, некои воопшто не беа земени. Ние се соочуваме со оваа ситуација повеќе од година и навистина забелешките кои што ги кажа и господин Димитров Ангел и Слободан од Сојузот на синдикати, навистина се аспектите со кои што како проблем се соочуваме. Невработеноста ни порасна за 55.000 луѓе и тоа укажува на еден континуиран процес кој што трае оваа година и дава еден параметар, мерливост во однос на тоа колку овие сет на 4 мерки всушност даваат плод или имаат одреден ефект на пазарот на трудот. Дали е тој голем, мал, некоја мерка како влие и така натаму, тоа е во одредена смисла мерливо. Секако јас многу често и милувам да го кажам оној цитат од познатиот нобеловец и економист Кейнс, кој што во една прилика ќе каже имаме лаги, поголеми лаги и статистика. Ние како научни работници мораме ова да го земеме во предвид и секогаш кога ги анализираме податоците да ја гледаме големата слика. Во однос на големата слика се чини дека онаа конфузност на која што алудираше Слободен, па до некаде и Ангел Димитров во однос на мерките кои што да се резултат на можеби одредени политики кои што има за цел да одредена ситуација превенираат, спречат и така натаму, всушност укажува на тоа дека ние во овој период во кој што се соочивме, во одредена смисла и не се снајдовме баш најдобро.